Прв работен ден во 2017 година. Добро вечер во дневникот на Канал Плюс телевизија. Следува кратката најава. Мирни празнични денови бележат записниците во СВР Штип, клиничката болница, идната помош и противпожарната единица. Тројца препиени, нема повредени, но голем е бројот на заразени со грип. 754 невработени лица во Виница активно бараат работа, но меѓу нив нема лекари, информатичари, електроинженери, нема фармацевти. Ова е кадарот кој е дефицитарен во регионот. Првото новороденче во Штип е машко, а за 3 дена во Штипската клиничка болница светот го здогледа дури 7 бебиња и во Кочани првороденото бебе е машко. До 9 јануари е предвидениот рок во кој претседателот Ѓорги Иванов треба да го додели мандатот за формирање на нова влада по предвремените парламентарни избори од 11 декември. Рокот за нов мандатар започна да тече од 30 декември, кога се констатираше собранието. За сега партиите молчат околу коалицирањето и не откриваат детали од преговорите. Деветиот состав на парламентот е со 51 пратеник на ВМРО ДПМН, 2 помалку имаат социјалдемократите. ДОИ освои 10 места во собранието, БЕСА 5, Алијансата на албанците 3 и ДПА е со 2 народни избраници. Откако ќе се добие мандатот за формирање на новата влада, мандаторот во рок од 20 дена на собранието му поднесува програма и го предлага составот на владата. Во здравствената инфраструктура во тек е инвестициски циклус во вредност од 74,6 милиони евра, што заедно со инвестицијата од 128 милиони евра за новиот клинички центар во Скопје изнесува над 202 милиони евра, изјави денеска министерот за здравство Никола Тодоров. Како што изјави министерот Тодоров, во тек е изградбата на новата клиничка болница во Штип, што е најголемиот инфраструктурен зафат во македонското здравство. Во здравствената инфраструктура во тек е инвестициски циклус во вредност од 74,6 милиони евра, што заедно со инвестицијата од 128 милиони евра за новиот клинички центар во Скопје изнесува над 202 милиони евра, изјави денеска министерот за здравство Никола Тодоров. Здравствената инфраструктура е еден од најзначајните аспекти за постојање развиен здравствен систем и ова е најголемиот инвестициски циклус спроведен во независна Република Македонија. Овој момент во здравствената инфраструктура во Република Македонија. Во тек е инвестициски циклус во вредност од 74,6 милиони евра или над 4,5 милиарди денари. Ова е најголемиот инвестициски циклус во здравствената инфраструктура спроведен било кога во независна Република Македонија, а веројатно и порано. Инаку во овој инвестициски циклус не е вклучена и инвестицијата за новиот клинички центар, инвестиција која што ќе биде некаде околу 128 милиони евра, па заедно со овој инвестициски циклус од 74,6 милиони евра и инвестицијата во новиот клинички центар, вкупниот инвестициски циклус во здравствената инфраструктура во Македонија ќе изнесува над 202 милиони евра, или над 12,5 милиарди денари. Најголем дел од овие инвестиции треба да бидат завршени во текот на оваа година, освен новиот клинички центар, чија изградба е предвидена да биде 45 месеци од моментот на воведувањето во работа, како инвестицијата во општата болница во Кичево и ургентниот центар во Куманово, како што изјави министерот Тодоров, во тек е изградбата на новата клиничка болница во Штип, што е најголемиот инфраструктурен зафат во македонското здравство. 754 невработени лица во Виница активно бараат работа, но меѓу нив нема лекари, информатичари и електроинженери, нема фармацевти. Ова е кадарот кој е дефицитарен во регионот. Следи прилог за состојбата со невработеноста во Виница. Градежни инженери, фармацевти, лекари, електро и IT инженери е кадар кој веќе со месеци го нема на список во Агенцијата за вработување во Виница. А дефицитарни се и медицинските сестри, вели раководителот Орце Христовски. Лекарскиот дефицит не е проблем само за Виница, туку и за соседните општини, каде исто така недостасуваат сестри, лекари и фармацевти.
Но за таа сметка имаме доволно економисти и правници кои чекаат работа и ги има најмногу. 21 лице со диплома за дипломиран економист, 10 лица се со правен факултет, како и неколку млади со дипломи за осигурување и шпедиција. На списокот на невработени има и магистри во областа на сообраќајот, правото, како и еден магистер за ликовно образование. Општина Виница 2016 година ја завршува со 1956 невработени лица, од кои 1200 се пасивни баратели, а како активни се водат 754 лица. Меѓу оние кои редовно се пријавуваат во агенцијата, 295 се жени. Со високо образование се 67, а меѓу нив има тројца активни магистри. Најголем дел од активните баратели се ниско квалификувана работна сила. Со средно образование се 180, а со висше образование 18. Инаку во Виница, бројката на невработени активни баратели дополнително се зголеми со отпуштањето од работа на 200 лица од зона Трико, од кои најголем дел веќе се пренасочија во останатите конфекции во градот, а еден добар процент работи во Кочански амфенол. Во Виница, сите поголеми компании имаат континуирано отворени огласи за работа, а во моментот најбарани се шивачи, кројачи, шофери, келнери и продавачи. Градоначалникот на Џински го исполни ветувањето за пренамена на средствата кои беа планирани за јавен дочек на новата година во хуманитарни цели. Како што вети, така и направи. Градоначалникот на општина Берово Драги Наџински ги пренамени средствата за јавниот дочек на нова година во хуманитарни цели. Со скромни подароци најпрво ги дочека децата и вработените од детската градинка во Берово. Потоа со скромни подароци градоначалникот Драги Наџински заедно со вработени од општинската администрација го посетија и дневниот центар за лица со ментална или телесна попреченост, кој што успешно работи и функционира веќе 10 години во Берово. Оваа институција ја посетуваат 12 деца со различни видови на пречки. Градоначалникот им посака среќна и радосна 2017 година и им подари скромни подароци. Исто така, градоначалникот ги посети и домот за стари лица Иван Влашки, каде што се сместени 15 корисници, и домот за деца без родители и родителска грижа. Оваа година одлучивме да средствата кои не се многу големи, тоа се околу 50.000 денари, да не ги вложуваме во заедничка прослава на площадот Димитар Беровски за дочек на новата година и ги пренасочивме во институции каде што морам да кажам дека општина Берово одскокнува од другите општини, а тоа се хуманитарни институции кои постојат во општината. Тоа е дневниот центар за деца со посебни потреби. Тоа е нашиот старечки дом, општински старечки дом доктор Иван Влашки, и тоа е домот за деца без родителска грижа. Така ги посетивме овие три институции, доделивме подароци на самите деца, на самите корисници на установите, и за воеднина сметам дека таму каде што нема финансиски средства за да бидат подобрени и подобри условите на корисниците, ќе одвоиме средства за да биде обезбедено овој 5-тиот оброк или 3-тиот оброк ужина, да можеме на децата кои се корисници на домот за деца без родителска грижа да им земеме облека која сметаме дека е потребна, зашто сепак средствата кои ги имаат преку Центарот за социјални работи не се доволни и не можат да се земат толку колку што и нивните потреби се. Градоначалникот Драги Наџински вети дека и останатите средства кои што беа планирани за дочекот на новата година ќе бидат пренаменети во хуманитарни цели, односно ќе бидат прераспределени на оние на кои што најмногу им е потребно. Дочекот на новогодишната ноќ во Штип и деновите од продолжениот празничен викенд поминаа мирно, без сериозни нарушувања на јавниот ред и мир. Повеќето од дежурните служби по повеќе години за време на празничните новогодишни денови поминаа со намален обем на работа, скоро без интервенции. По долги години во Штип незапаметено мирна новогодишна ноќ, намален обем на работа, скоро без интервенции има повеќето дежурните служби. За сметка на тоа, поради грипот во Штипската идна медицинска помош за време на викендот се прегледани над 500 граѓани. Најчестите симптоми на кои штипјани се жалеле се покачена телесна температура, главоболка, омалаксаност и силна надразнувачка кашлица.
Така да имавме неколку интоксикации, претежно кај млади лица. Во однос на сообраќајни незгоди немавме нешто, имаше, значи од почетокот на календарската година, вклучително и 31 да го земеме, 1 до 2 до сообраќајни незгоди од полесен карактер, така да претежно ни се јавуваат лица зафатени со грип. Премногу е зафатена популацијата од сите возрасти, така да треба малку да се припазуваат и да се придржуваат кон соодветната терапија, ординирана или од матичен лекар или од специјалист. Има и многу случаи пратени до инфективното оделение во клиничка болница Штип, така да препорачуваме да внимаваат, да носат заштитни маски, да консумираат повеќе течности и сето останато што им е ординирано од лекар. Во Штипската клиничка болница за време на продолжениот празничен викенд с голем обем на работа е забележан само на инфективното оделение, каде поради компликација од вирозите се хоспитализирани на 30 пациенти. А во клиничка болница Штип за време на новогодишната ноќ било мирно, значи немаме примено пациенти во алкохолизирана состојба, немаме сообраќајни несреќи, само е зголем обемот на инфективното оделение, каде најчесто имам пациенти со грип и вируси и компликации од истите. Во моментот има 32 хоспитализирани на инфективно оделение. Секторот за внатрешни работи Штип за време на новогодишните празнични денови превзеде соодветни мерки за заштита на имотите на граѓаните јавниот ред и мир, чиј резултат ги сведе на минимум кражбите и кривичните пријави. Регистрирани се 6 тешки кражби и една кражба, од кои покарактеристична е тешката кражба во Виница, каде од куќа одземени се 5000 евра. За целиот период на подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип евидентирани се вкупно 3 сообраќајни незгоди со материјална штета. Интервенции во празничните денови нема и во Штипската територијална противпожарна единица, од каде се надеваат дека така ќе биде и во наредниот период. За разлика од лани, територијалната противпожарна единица оваа година помина мирно за време на новогодишната ноќ, без ниедна интервенција. Освен две тепачки во кои поради повредите учесниците се препратени во Штип и еден малолетник кој дошол во алкохолизирана состојба, други инциденти на итната медицинска помош во здравствениот дом во Кочани не се регистрирани. На новогодишната ноќ били извршени околу 80 прегледи, од кои поголемиот дел се со симптоми на настимка и грип. Лекарите оценуваат како релативно мирна. Од 31 декември до 3 јануари во итната медицинска помош во Кочанскиот здравствен дом се направени вкупно 442 прегледи. Поголемиот дел од пациентите се со акутни респираторни инфекции, односно грип, настинки и вирози. Новогодишната ноќ на 31 наспроти 1 јануари поминала релативно мирно во споредба со минатите години. 2 тепачки и еден малолетник во алкохолизирана состојба регистрирале дежурните лекари на итната помош. На самата вечер на 31 декември од 19 часот са бајле до 7-8 часот прегледани се 80 пациенти. Како што реков, претежно болните се од вирози, грип и настинки. Има едно момче 15,5 години во алкохолизирана состојба, потоа имало 2 тепачки, од кои што едната од Виница, и по окружаната медицинска помош, на итната медицинска помош во Кочани се препратени на хируршко оделение во Штип. Имало е и еден повик, меѓутоа поради преблокирање на телефонскиот број 194, пациентот во повозрастни години со течење на крв од носот, односно со епистакса, е препратен на интерно оделение. Спанчевски упати апел до граѓаните да не се злоупотребува бројот 194, како што било случај на новогодишната ноќ, односно да се користи само во оправдани ситуации. И додава дека за разлика од минатите години, кога на новогодишната ноќ се случувало и поголеми инциденти, годинава е изненадувачки мирно. И не само итната помош, туку и полициската станица Кочани новогодишната ноќ ја оценува релативно мирно. Првото новороденче во Штип е машко, а за 3 дена во Штипската клиничка болница светот го догледа дури 7 бебиња. Ако се суди по почетокот годинава, персоналот на кушерското оделение во клиничката болница во Штип ќе има полни раце работа. 24 годишната Садие Алиова од редовишкото село Аликоч во првите часови од оваа година го донесе на свет првороденото бебе во Штипската клиничка болница. Бебето се вика Арда и е трето во семејството Алиови. И мајката и бебето се во добра здравствена состојба.
Првото бебе ни е живо машко новородено од Алкоч, 3970 грама, 49 сантиметри. Минатата година во клиничката болница во Штип на свет дошле 917 новороденчиња, што е помалку во однос на 2015 година, но она што е важно за гинеколошко-акушерското одделение во Штипската болница е тоа што годинава конечно е надминат проблемот со недостиг на лекари. Сега сме повише гинеколози, значи моментално сме 6 гинеколога, така да, сега сме супер. Подароци за бебињата, честитки за мајките и персоналот традиционално упатува локалната самоуправа. Еве, ја користиме оваа прилика од името на градоначалникот и на општината да им ги честитаме новогодишните и божикните празници на сите вработени овде во болницата и на пациентите што се наоѓаат, на мајките со бебиња, им посакуваме многу здравје, многу среќа во наредниот период. Годинава во болницата во Штип се роди Гораст, четврто дете во семејството Тодеви од Штип. Убаво се чувствуваме, се во ред, живи и здрави, тоа најбитно. Не е лесно, ама кога има слога се може и тоа е. Првото бебе во новата 2017 година утринава го посети градоначалникот на Штип. Тој му подари штедна книшка со 10.000 денари, играчки и релаксатор. Подароци добија и останатите мајки на акушерското одделение, а на одделението локалната власти подари машина за перење алишта. Првото новородено бебе во Кочанската болница во новата 2017 година е машко. На свет го донесе Ѓулџана Мемедова од Кочани и е нејзина прва рожба. Бебето и мајката добија подароци од првиот човек на општината и од раководниот тим на болницата. Машко е првото новородено бебе во Кочани во новата 2017. На свет го донесе мајката Ѓулџана Мемедова, на која ова е прва рожба. Се роди на првиот ден од новата година во 22 часот и 50 минути. Тешко е 3500 грама и е во добра здравствена состојба. Мајката се породила без никакви компликации, рече дежурниот гинеколог доктор Фонзи Јуруков. На 1.1.2017 година се роди првото дете во Општа болница Кочани. Во 22 часот и 50 минути се роди машко, живо машко дете. Ја се родила на телесна маса 3500 грама, долго 50 сантима. Раѓањето протече во најдобар ред, се беше добро. Честитки за новороденото и од раководниот тим на Кочанската општа болница. И мајката и бебето се во добра општа состојба. Ја користам приликата да честитам на родителите за нивната прва рожба. Очекуваме уште една, да се надевам дека во текот на денот ќе имаме уште едно новороденче. Првото новороденче во новата година го посети градоначалникот, кој на мајката и даде подарок. Сакам на младите супружници да им го честитам првата рожба, на граѓаните на општина Кочани исто така првото дете, машко е, значи ќе имаме убава година и ќе имаме плодна година. Нека име со среќа и да имаме што повеќе такви случаи, што повеќе такви новороденчиња. Инаку во Кочани во 2016 се родиле точно 50 бебиња помалку од 2015 година. Според одговорните во гинеколошкото одделение во Кочанската општа болница, во 2015 година имало вкупно 294 новороденчиња, а 2016 завршила со 244 родени бебиња. Еден од најуспешните книжевници која одбележаа минатата година не само на истокот, туку и надвор од границите на државата е сатиричарот Миле Ѓоргиевски, писател кој во 2016 година беше дел од неколку значајни изданија од областа на сатирата во балкански рамки. Помина уште една успешна година за сатиричарот Миле Ѓоргиевски, човекот за кого според сето она што го сработи на полето на афоризмот, слободно може да се каже дека ја одбележа 2016 година на културен план. Успеавме да издадеме и оваа година 9 наслови од областа на сатирата, кон тоа треба да го додадеме и романот Петра на Павлинка Ѓоргиевска, вториот роман. Посебно сум горд на книгата Македонска афористична ризница, во која се поместени околу 2000 афоризми. И она што ја обележи годината не само кај нас, туку пошироко и на Балканот, тоа е воопшто првата издадена илустрирана антологија на афоризми Будење на петелот. Воедно тука и првата книга
па илустрирани афоризми која подготвивме заедно со мојот колега карикатуристот Јордан Попилиев. Значи, направивме некој исчекор во областа на објавување на книги од илустрирани афоризми. За Ѓорѓиевски исто така годината беше важна и по тоа што беше дел од речиси сите културни манифестации во регионот и пошироко, а чиј предзнак беше сатирата. Ти учествувавме на значајни фестивали на Балканот. Доста сум вклучен во работата на фестивалот Инвиница Веритас во Виница, каде и годинава ја продолживме на традиција во библиотеката Балканска сатира секоја година да издаваме за време на фестивалот по еден наслов, но првата книга од неколкуте книги на македонските афористични ризници, во кои ќе бидат застапени сите најзначајни наши творци. Новата 2017 година за Ѓорѓиевски ќе биде период пак кога ќе се обиде да го реализира зацртаното, а во тие планови е излегувањето на уште еден од недовршените романи на неговата покојна сопруга Павленка Ѓорѓиевска. Работам на една многу значајна книга за македонската сатира, тоа е книгата од Вардар до Владивосток, во која се застапени сатиричари од Македонија, Србија и Русија. Веќе техничките работи ги сведуваме при крај за издавање на третиот роман на Павлинка Ѓорѓиевска, тоа е романот Алтан. Инаку за трудот кој го вложи во 2016 година, Ѓорѓиевски заслужено го доби епитетот за најдобар во книжевноста, признание кое му го додели регионалниот центар на новинари од Источна Македонија. Сообраќајна несреќа се случи утрината на излезот од Кочани, при што потешко е повредено едно лице кое управувало мопед. Поради сериозноста на повредите задржано е на лекување во Кочанската болница, а околностите под кои дошло до несреќата треба да ги даде увидот што го направи полицијата. Возач на мопед утрово околу 7 часот бил удрен од автомобил на магистралниот пат А3, пошто се здобил со телесни повреди. Сообраќајната несреќа се случила на крстосницата кон Горни Подлог, при што автомобил марка Форд не успел навреме да застане и со предниот дел удрил во мопедот. Била причината материјална штета кај двете моторни возила, а лицето кое го управувало мопедот било isfрлено надвор од коловозот. Веднаш била повикана јутна медицинска помош, која по укажаната прва помош повредениот го префрлила во здравствениот дом во Кочани. Има повреди делумно на главата, меѓутоа е добро што носил заштитна кацига, повреди на долните екстремитети и по укажаната медицинска помош е препратен на хируршко оделение во Кочани. На местото на несреќата увид направиле надлежните служби од Кочанската полициска станица, од што треба да се расчистат околностите поради кои дошло до судирот меѓу автомобилот и мопедот. И пред вестите од светот информација за временската прогноза. Врнежиот дожд на пониските места и снег на планините најавува од ова попладне Управата за хидрометеоролошки работи, а треба да очекуваме и локална појава на замрзнат дожд. Поинтензивни врнежи во Македонија се очекуваат од четврток, кога ќе се формира снежна покривка на планините и до половина метар. До саботок ќе дува засилен северен ветер, а од петок температурите значително ќе опаднат. За време на празничниот викенд се очекуваат температури и до минус 20 степени, а максималната температура ќе биде негативна во интервал од минус 12 до минус 4 степени. Бројот на приведените за нападот во ноќниот клуб во Истанбул достигна 14 лица, а меѓу нив е и сопругата на напаѓачот, кој отвори оган кон гостите што ја славеа Нова година, при што уби 39, а рани 69 лица. Агенцијата Анадолија јави дека уште 6 лица се приведени во врска со нападот во ноќниот клуб Реина, со што бројот на приведените се зголеми на 14 лица. Сите приведени се испратени на сослушување во полицијата во Истанбул. Агенцијата не соопштува детали за осомничените, ниту каде биле приведени. Полицијата добива многу сигнали од граѓаните во врска со напаѓачот, откако беа објавени фотографии и видеоснимка со мажот. Турските медиуми претходно објавија селфи видеоснимка од маж за кого велат дека е осомничен за нападот. Милитантната група Исламска држава ја презеде одговорноста за нападот, а осомничениот и натаму е во бегство и се уште не е идентификуван.
При борби и напади во Ирак во текот на 2016 година загинаа најмалку 6878 цивили, соопштија Обединетите нации. Мисијата на Обединетите нации за помош во Ирак, УНАМИ, во своето соопштение наведува дека во текот на минатата година се ранети најмалку 12388 цивили, додавајќи дека овие податоци не ги вклучуваат жртвите меѓу цивилите во западната провинција Амбар во текот на мај, јули, август и септември. Овие цифри мора да се сватат како апсолутен минимум, соопшти УНАМИ, наведувајќи дека мисијата не била во можност да ги потврди случаите на цивилните жртви во зоната на конфликтите, како и оние кои загинале при секундарните ефекти на насилство, поради изложеноста на недостиг на вода, храна, лекарства и здравствена нега. Според податоците на УНАМИ, во 2015 година во Ирак биле убиени најмалку 7515 цивили. Од почетокот на оваа година одбрана група од 2000 невработени во Финска ќе прима по 560 евра, плата со која не се поврзани никакви услови, не мораат да работат и не мораат да бараат работа, ако не сакаат. Со тоа, Финска е првата земја која се впушти во експериментот на безусловен приход за граѓаните, за кој многу земји само размислуваат. Целта е во првата фаза да се види како безусловната плата ќе влијае врз однесувањето на граѓаните. Парите ќе ги дели финансиската служба за социјална помош, таму позната како КЕЛА. Треба да се додаде, овој износ никако не значи можност за лагоден живот во Финска. Просечната плата таму е околу 3400 евра, што значи и трошоците за живот се застрашувачко високи. Кристијан Воденски, македонскиот млад и талентиран 11 годишен борач кој живее во Франкфурт, Германија, е номиниран за наградата Чудо од дете во боречките спортови во земјата. Воденски, кој беше добитник на оваа награда пред 2 години, сега има посериозна конкуренција. Покрај Воденски, за наградата Дете борач во 2016 година ќе се надпреваруваат уште Елвин Хубер, Алим Алиев и Мухамед Агаев. Гласањето трае до 5 јануари. Ако 2016 година беше катастрофална за борањето во Македонија, новата година најавува подобри денови. Новото раководство на Федерацијата на боречки спортови на Македонија, предводена од председателот Бетин Врензеј и подпредседателот Дејан Богданов, успеа да ја одблокира сметката. Секако дека ова е еден мал, но истовремено и голем чекор за овој спорт кај нас. Втората позитивност е што Федерацијата во иднина ќе стави акцент на женското борење. Воедно 5 наши репрезентативки денеска заминаа на подготовки во Катунци, Бугарија. Во иднина ќе го негуваме и женското борење. Планираме заеднички подготовки на кадетите, младинците и сениорите во некое од одмаралиштата во Македонија. Деновиве ќе стигне и нова опрема, додека клубовите ќе бидат слободни од плаќање котизација, додаде подпредседателот на Федерацијата на боречки спортови на Македонија Дејан Богданов. Ова беше се во Дневникот на Канал Плюс. Ви посакувам пријатна вечер.